Се уште сме во тој правец на размислување. Видовме дека оној кој што има учество во Христовите страдања има огромна чест всушност со самото тоа. Само еден дел од копнежот на вековите 225 страна, оној цитат со кој што завршив минатата тема, ќе го прочитам повторно. Од сите дарови што може да им ги даде небото на луѓето, заедницата со Христа во неговите маки е најголема доверба и најголема чест. И видовме, тој цитат беше во контекст на Јован Крстител и тоа како тој го завршил својот живот на земјата, каде што Елен Вајд велеше дека ниту Илија, ниту Енох, кои што живи биле вознесени, не биле поголеми од него. Посебна чест и посебна доверба, најголема вели доверба имаат оние кои што ја имаат таа заедница со Христа во неговите маки. Значи, земаат учество во Христовите страдања. Не за џабе, значи Павле го запишал тоа, таа своја желба во Филипјаните 3 глава, како што и читав минатиот пат. Но страдањата не секогаш донесуваат благослови. Меѓутоа, битен е пред се нашиот однос кон самите страдања што ги имаме. Како гледаме на нив? Секако зборуваме за страдања кои што ги трпат христијаните, верните христијани. Тука се задржуваме на тој феномен, на тој момент кој што може би најтешко сватлив, но верувам дека со времето и од мене и од брат Јани некако верувам дека ни се разјаснуваат работите зошто Господ дозволува страдање, затоа што не е целта во нашето проучување само да ја видиме причината, туку и зошто Господ ги дозволува, која е неговата цел во сето тоа. Ова вечер ќе разгледаме една друга страна од страдањата. Знаете, тие често знаат да бидат и воспитна мерка за нас христијаните, за да изградиме соодветен карактер. Гледате, Павле спомнува дека сака да го познае Христа уште поблиску, сака да го познае Бога и затоа сака да има удел во Христовите страдања. Вид, самото познавање на Христа, на Бога, е исто преку страдања. Преку страдањата може да станете најблиски со Бога, но и изградбата на вашиот карактер е поврзан со оваа тема. Интересно. Сето оно што го зборуваме во саботите наназад, па еве некако се поклопува и во контекст на страдање, на темата за страдањата. Да отвориме во Евреите 12 глава и ќе читаме тука еден многу интересен дел, Евреите 12 глава од 5 до 11. Познати стихови, меѓутоа се подсетиме. Еве, имаше дел од цитатите беа за децата, за воспитувањето нивно во кругот на семејството и така натаму. Видите овде каква споредба дава писателот на посланието до евреите. Од 5 стих. И ја заборавивте опомената, која ви зборува вам како на синови. Сине мој, не презирај го Господовото укорување, ниту ослабувај кога те изобличува. Зашто Господ го казнува оној кого го љуби, а го бие секој син кого што го прима. Сеќавате, сличен стих има и во Откровение, во пораката до Лаодикеја, чинам дека беше 3.19. Кого Господ љуби, тој го казнува и го изобличува. Значи, Господ го казнува оној кого го љуби и го бие секој син кого што го прима. Ако трпите укорување, Бог постапува со вас како со синови. Зашто кој е тој син кого таткото не го казнува? А ако сте пак без казна, од која сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца, а не синови. Видите, во овој текст, на некој начин, преку страдањата, преку казните, се гледа дали ние му припаѓаме на Бога, дали сме всушност, тие се доказ, значи страдањата се доказ дека сме Божии синови.
оној кој што вели не е казнуван, ако сте без казна, 8 стих вели, од која сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца, а не синови. И потоа продолжува и вели, освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа и ние ги почитувавме. Нема ли да му се покориме на таткото на духовите и така да живееме? И 10 стих вели, имено тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, а тој, Господ, за наша полза, за да станеме учесници на неговата светост. Спомнав минатиот пат, барем на толку се сеќавам, која сум бил помал, може би сум изел уште некој шамар од таткови, меѓутоа ете. Затоа се казните, значи, таткото некојаш го казнува својот син, својата керка, затоа што им мисли добро, затоа што сака да постигне нешто добро со својот син, со својата керка, секако. Да го воспита, да го превоспита, ако не оди во добар правец. Нашиот татко небесен не казнува, вели овде, за да станеме учесници на неговата светост. Господ сака да се посветиме, Господ сака да се спасиме. Затоа некојаш и не казнува. 11 стих додава и вели, навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост, туку за жалост. Па кој ќе ви удрат шамар, сигурно не се радувате на тоа. Но подоцна им донесува мирен плод на праведност на оние кои се обучувале преку неа, преку казната. Видите, казната, страдањата некојаш знаат да бидат воспитна мерка всушност. Едноставно е ова да се свати. Имаме споредба овде со земниот татко, земните татковци, родители, со нашиот небесен татко. Знаете, многу деца едноставно се такви, нема да се научат на послушност без да пострадаат, да бидат казнети. Поготово децата на денешницата. Така да преку соодветна дисциплина многу деца биле избавени од разноразни ситуации, буквално спасени за овој живот од своите татковци и родители. Небесниот наш татко сака да станеме учесници во неговата светост, како што прочитавме. Така да мора и така да гледаме делумно на страдањата, да исправно ги сватиме, да имаме исправен поглед на нив, за да таа поука која што Господ сака да ја добиеме, да навистина ја добиеме и да биде за наше добро, за наше вистинско воспитување во праведност, да дадеме плодови на праведност. Еве што кажал во овој поглед псалмистот Давид, читаме неколку стика, 3 стика ќе прочитаме од 119-тиот псалм, а знаете 119-тиот псалм се однесува на псалм на законот, односно на послушноста, може да кажеме. Псалм 119:6-7, Давид вели, ова е од ревидираниот превод, значи овој стих го читаме од ревидираниот превод, кај што е подобро преведен, вели, пред моето страдање бев застранил, а сега го пазам Твојот збор. Ке застраниме и Господ користи казна, страдања, за да се поправиме. Да не исправи на вистинскиот пат. Псалм 119:71, значи подолу. Добро ми е дека се мачев, за да ги научам Твоите повелби. Ако не беше маката, немаше да се научам на Твоите повелби. Синоќ ја искористи време, малку па гледав видеото телевизија Глас Наде, може да сте го погледнале, искуството на оној Александр, Саша, како се викаше, украинецот кој што го држи ресторанот овде во Скопје. Цел час интервју со него и со неговата сопруга, како тоа, откако ја изгубиле керката,
на млади години, тамо на 2-3 години, се сменил тотално нивниот живот. Погледнете го, интересно е. Како што вели овде псалмистот, добро ми е дека се мачев за да ги научам твоите повелби. Како што кажав, некои деца едноставно не може да се научат на послушност без да пострадаат. 119 псалм, 75 стих. Знамо, Господи, дека Твоите судови се праведни и според верноста Твоја Ти ме измачи. И самиот Павле верувал дека неговите страдања биле дозволени како резултат на Божјата љубов, затоа што Господ го љуби за негово добро. А неговата вера среде таквите страдања му возможила да се радува, како што веле, читавме и денес во пулката Филипјаните, радувајте си, пак ви велам, радувајте се. Токму во моментите кога бил во затвор, во темница. Во најтемните денови од неговиот живот. Видите што е запишал Елен Вајт во книгата Дела апостолски, 481 страница, за ова искуство на Павле, доека бил во затворот. Значи, покрај сите оние стапови што ги изел, бродоломи и така натаму, што се читав минатиот пат, се нашел и во затвор при крајот на својот живот. Во ова Павлово веле искуство се крие поука за нас, зашто во него се открива начинот на кој работи Бог. Господ може да го претвори во победа и она што нам некојаш не изгледа како целосен неуспех и пораз. Ние сме во опасност да го заборавиме Бога и внимание го обрнуваме само на она што се гледа, само на она што е сегашност, што гледаме со очи пред нас, наместо со очите на верата да го гледаме невидливото. Кога ќе најдат неволи и несреќи, веднаш сме подготвени да го обвинеме Господа за рамнодушност, незаинтересираност, индиферентност, па дури и за свирепост кон нас. Ако тој смета дека е добро известно време да ја ограничи нашата делотворност, ние се плачеме, не помислувајќи ниту за миг дека Бог тоа го прави можеби токму за наше добро. Тешко е во такви мигови да ги сватите нештата во тој правец, дека тоа е за наше добро. Едноставно кукаме зашто сме оневозможени да функционираме нормално, како што до тога сме функционирале. Но Господ знае најдобро. И вели, мораме да сватиме дека и карањето представува дел од неговиот голем план и дека христијанинот, внимаете, мораме да сватиме дека и карањето представува дел од неговиот голем план и дека христијанинот понекогаш под прачката на страдањата и болката може за својот Господ да стори повеќе отколку кога се наоѓа во активна служба. Повеќе од проповедник, повеќе од мисионер. Христијанинот некогаш под прачката на страдањата, значи, по тие страдања што доаѓаат како казнена мерка на некој начин од Господа, и во болки може за својот Господ да стори повеќе отколку некој мисионер, евангелизатор и така натаму. Битно е да сватиме дека Господ има контрола над се, како што и денес во пуката зборувавме. Господ има план со секој од нас, не за џабе не повикал и туку така да не остави, да залутаме, не. Од сите лекции што човекот треба да ги научи, најважна, но и најтешка лекција за учење, знаете која е лекција? Послушноста. Најтешка, наистина. Меѓутоа, знаеме, свесни сме и јасно дека без послушноста нема спасение. Мораме да научиме како да научиме да бидеме послушни. А најдобар пример и во тој аспект ни е повторно нашиот Господ Исус Христос. Како тој научил, како тој ја научил оваа тешка лекција? Како Исус се научил на послушност? Евреите 5 глава, 7 и 8 стих. Значи, читавме од 12 глава предходно стихови, сега во Евреите 5 глава,
7 и 8 стих. Тој во деновите на своето тело, дојка беше овде на земјата, значи, во тело, човечко, како и нашето, му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше чуен заради богобојазливост. Му се молеше на Бога. И се 8 стих. Иако беше син на великиот Бог, ја научи послушноста од она што го претрпе, од она што го пострада. Господ Исус Христос, и самиот Јан спомна, требало да помене низ таа фаза на детство, на младост и така натаму. И доека растеше, се учеше на послушност. Затоа беа заслужни неговите родители, нели, пред се неговата мајка и така натаму, словото, неговиот интерес и сето тоа. Меѓутоа, послушноста ја научи од она што го пострада. Ако нашиот Господ Исус Христос научи да биде послушен преку страдање, тогаш што останало до нас? Значи, иако Исус беше Божи син, сепак преку... Ова е преводот од динамичниот превод, што е. Некојаш и тој помага да се свати суштината на стихот. Вели, иако Исус беше Божи син, видите како гласи овој превод, иако Исус беше Божи син, сепак преку лични страдања мораше да дознае што значи да се биде послушен. Преку своји лични страдања. Адам на почетокот падна на непослушност. Имаше една заповед, една забрана, падна на таа. И гревот навлезе на цела земја. Потоа Исус мораше да стане тој втори или последен Адам, тоа да стане како еден од нас, во наше тело и да победи онаму кај што Адам падна. И Исус научи да биде послушен преку секојдневното распнување на својата телеса, таму кај што Адам не успеа. Иако беше совршен. А Исус во наша грешна природа, со сето на наследство, со векови, успеа да победи. Ако Исус морал да ја научи оваа тешка лекција, тогаш, пак ја кажам, што останало до нас. Таа наша телеса треба да се растне, затоа што таа телеса војува со духот и таа не тера кон непослушност. Галатјаните 5.24 вели, а оние кои се Христови го распнаа своето тело со неговите страсти и похоти. Нешто што само со Божја помош повторно можеме да го постигнеме. Вчера зборувавме за Самсон како еден голем пример на човек кој што бил воден од страстите и похотите, иако бил Божи човек, исполнен со Дух Свети и избран за да го ослободи Израел, но паѓал на своите страсти и похоти. И рековме, на него можеме му биле слабост жените, меѓутоа сите ние имаме по некоја слабост, а што е поврзана со нашите страсти и похоти. Така да таа борба е тешка, меѓутоа не извојува. Исус успеал и тој е пример за секој од нас и ние можеме. Видите што вели во 8-то сведоштво на 209 страна, сестра Елен Вајд. Размислете, вели, за Христовиот опис на еден вистински мисионер. Како Христос го опишува вистинскиот мисионер? Преку Марко 8.34. Има и на други места во Евангелијата, но овде е спомнат и цитиран Марко 8.34. Еве го Исусовиот опис на еден вистински мисионер. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Тоа е Христовиот опис за вистински мисионер. И потоа вели Елен Вајд, да се следи Христос како што тоа е наведено во овие зборови, не значи претварање ниту фарса. Исус очекува неговите ученици да го следат, одејќи по неговите стапки, да поднесуваат како што тој поднесувал, страдајќи како што тој страдал и да победуваат како што тој победувал.
Тој пострада, а ние, одејќи по неговите стапки, и ние ќе поминеме низ одредени страдања кои што се за наше добро. И сега мисли од гората на блаженствата, малку подолг цитат, меѓутоа многу убав. Или иако Господ не му ветил на својот народ живот без искушенија, тоа никаде Господ не му ветил. Знаете, имате во Америка таму популарно prosperity preaching, така го викаат, или Евангелие на просперитет. Проповедаат проповедници за тоа дека ќе имате успешен живот, убав живот, исполнет со секакви задоволства, пари, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа Господ никогаш не е ветил таков живот на својот народ, без искушенија, без проблеми. Тој му ветил нешто подобро. Што е тоа подобро од живот без искушенија, без проблеми? Тој кажува, и сега се наведени два стиха во 2 Законие 33:25 и 2 Послание до Коринќаните 12:9. И додека траат деновите твои, ќе биде со тебе и силата твоја. И вториот стих, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабост. Ако сте повикани да поминете низ огнена печка за него, Исус ќе биде покрај вас, како што бил со тројцата верни млади луѓе во Вавилон. Че огнот не ги одмина, туку Господ беше со нив во огнот. Оние кои го љубат својот откупител, ќе се радуваат на секоја прилика со него да ги делат понижувањата и срамот. Љубовта што ја негуваат кон својот Господ, ги олеснува страдањата на кои се изложени поради него. Продолжува цитатот, вели, сатаната во сите време ги прогонувал припадниците на Божиот народ. Ги мачил и ги убивал, но тие и умирајки победувале. Со цврстината на својата вера го откривале оној кој е посилен од сатаната. Сатаната можел да го мачи и убие телото, но никако не можел да допре до животот кој со Христа бил скриен во Бога. Затоа пееле на тие клади среде тој оган. Зашто Господ бил со нив, Господ им давал сила. Господ им давал сила да издржат. Сепак тие гледале кон славата што ќе настапи по темнината и говореле, повторно два стикови, цитирани од Римјаните 8:18 и 2 Коринќаните 4:17. Зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. И навистина, ако видите што се страдања од 3, 5, 10, 15, 20, не знам колку години, наспроти вечен живот кој што нема крај. И сите тие убавени, и тоа дружење меѓусебно и дружење со нашиот Господ. Тоа е ништо, навистина ништо. Неспоредливо. Зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. Зашто нашите сегашни незначителни страдања ни донесуваат многу пообилна и вечна тежина на славата. Незначителни страдања. Колкави и да се. Така гледале апостолите. Така запишеле, вдъхновени од Духот Свети. Продолжува цитатот, вели, преку искушенијата и прогонствата се открива славата и Божиот карактер кај неговите избраници. Верните во Божјата црква, омразени и прогоните од светот, се воспитуваат и се дисциплинираат во Христовата школа. Страдањата како воспитна мерка. Тие на земјата одат по тесната патека и се чистат во печката на неволите. Тие чекорат со Христа низ болни судири, поднесуваат самооткажување и доживуваат горчливи разочарувања, но во овие мачни искуства ја запознаваат сета стравотија и беда на гревот од една страна, и на сето тоа гледаат со одвратност, бидејќи учествуваат во Христовите страдања, одредени се да бидат учесници и во неговата слава. И преку тие страдања, изградувајќи во нашиот карактер, всушност тоа е патот и на нашето усовршување. Господ сака да бидеме совршени, нели? Кога станувате преку тие страдања се поблиски со Господа, посакувате едноставно да конечно
го оставите гревот, да извојувате победа над гревот и да станете совршени, да го постигнете она совршенство кое што самиот Господ го бара. И сега ќе го прочитам пак оној дел во Евреите 5 од 7 до 9, 7 и 8 ги читавме, меѓутоа ќе го додам сега и 9 стих. Тој, Исус, во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше чуен заради богобојазливоста. Иако беше син, ја научи послушноста од она што го претрпе. И, откако се усоврши, како доаѓа усовршувањето? Преку страдањата. Им стана на сите кои му се послушни повод за вечно спасение. И не само што тој се усоврши, туку не стана на сите нас, кои што сме послушни, повод за вечно спасение. Или Евреите 2.10, сличен стих, повторно во Евреите, зашто му прилегаше нему заради кого е се и преку кого е се, откако приведе многу синови во слава преку страдањата да го усоврши началникот на нивото спасение. Мислам дека и Јани го цитираше овој стих. Лука 6.40 вели, нема ученик на својот учител. Секој кој ќе се усоврши, ќе биде како неговиот учител. Ако нашиот учител страдаше и на тој начин се усоврши и научи да биде послушен, тогаш и ние треба и можеме да го поминеме тој пат до совршенство. Исаја 48.10 Ете те исчистив како сребро, те искушав во топилницата на неволјата. Не е едноставно да бидеш во топилница, макар и не знам каква да е, жешко е. Меѓутоа, поготово онаа топилница на неволите и страдањата, каде што нас не чисти, го вади сето она што е згура, што не е потребно, оној троскот од нас, за да се очистиме и да се усовршиме. Јов 23.10, што кажал големиот Јов? Па сепак тој добро го знае патот по кој чекорам, нека ме испита, ќе излезам чист како злато. Господ сака од нас да направи златни садови, достојни за употреба. Што вели Павле во Колосјаните 1.24? Вели, сега се радувам во своите страдања за вас и во моето тело го дополнувам тоа што им не достига на Христовите маки за неговото тело, кое е црквата. Павле пострадал и тоа како за црквата Божја. Активен во службата, сите оние незгоди што ги доживеал, токму ги доживеал откако ја започна службата, отпочна да му служи на Господа. И еве сега завршниот цитат, кој што е исто од дела апостолски книгата на Елен Вајт, 524-525, кој што ќе биде како круна, како шлак на сето ова што го зборуваме. Послушајте. Вели, неволите представуваат составен дел на воспитувањето што се стекнува во Христовата школа. Значи, ако сакате да бидете студент во Христовата школа, неволите се составен дел, не можете да ги избегнете. А целта за Божите деца да се исчистат од троскотот од се што е земно и се што е непотребно и што не можеме да го однесеме горе, не можеме да влеземе со се тоа, со тој багаж. Бог своите деца ги води низ тешки проби за да ги провери. Искушенијата и тешкотиите се негови избрани методи на дисциплина и услови што тој ги одредил за постигнување на успех. Оној што ги чита срцата и мислите на луѓето, ги познава нивните слабости подобро и од самите нив. Видите, можеме да признаеме, мора да признаеме дека делумно ние самите не си ги познаваме нашите слабости. Што пак покажува дека веројатно недоволно се гледаме во огледалото, за да ги забележиме. Но Господ ги познава многу подобро и од самите нас.
Тој гледа дека некои меѓу нив имаат особини кои, ако правилно се насочени, можат да се искористат за напредок на неговото дело. Во своето провидение, тој нив ги води низ различни околности, за да можат да ги забележат своите недостатоци, за кои и самите не се свесни. Гледате, има некои недостатоци за кои што воопшто не сме свесни. Се сеќавам на времето еден брат Блаже од Велес правил некој вид како интересна, ајде да ја кажам, игра, не е тоа игра во црквата тамо и рекол, ај сега на ливче запишите, неблагодарно е сето тоа, меѓутоа ете, сакал да постигне нешто веројатно. Ај сега секој на ливче нека запише, да речеме, мислење, ете за некој брат, каков и што е и така натаму. И сега, ако на повеќето од ливчињата стојат некои особини за него, очигледно дека многу веројатно е дека тој брат има такви некои особини, слабости и така натаму и каде што треба да се поправи. Меѓутоа, знаете, човек како човек, таа суета негова, некојаш и 10 души да му кажат каков е, он можеби нема да тоа да го прифати. И не е ни свесен, не е свесен дека поседува некоја слабост која што не е во ред, која што треба да ја тргне. И сега Господ такви околности создава во животот за да ве стави у ќош, да кажам, некојаш така, за да ги согледате тие ваши недостатоци, затоа што не можете така да продолжите со такви недостатоци. Сите вие, јас, учувајќи ме секако. Во своето провидение тој нив ги води низ различни околности, за да може да ги забележат своите недостатоци за кои самите не се свесни. Така тој им дава можност тие недостатоци да ги отстранат и да се оспособат за службата. Тој често дозволува да се разгори оган на неволи, само затоа за тие во него да се исчистат во таа печка, во таа топилница. Божјата грижа за неговото наследство никогаш не престанува. Тој дозволува верните да ги снајдат само оние неволи кои се неопходни за нивното сегашно и вечно добро. Има контрола над се, па и над страдањата. Тој сака да ја исчисти твојата црква исто онака како што Христос го исчистил храмот за време на својата мисија на земјата. Се што Бог дозволува, внимајте, ова е круната, крајот на цитатот. Се што Бог дозволува да ги снајде неговите деца во вид на искушение и проба, го прави само со една цел, да се здобијат со подлабока побожност и со поголема сила, за да ја зголемат победата на крстот. Исус Христос победи на крстот. Сатаната може би мислеше спротивно, не. И Господ дозволува да не снајдат нас искушенија и проби и страдања само со една цел, значи да станеме уште поблиски до Бога. Да добиеме уште подлабока побожност и вели овде со уште поголема сила да ја зголемиме победата над крстот. На крстот, всушност. Победата над сатаната, непријателот, нашите тела, искушенијата, сето оно што тој го припрема за да не бутне, за да не сруши, а Господ дозволува некојаш за да си ги согледаме своите недостатоци. И онаму кај што сме слаби, за да излеземе победници, за да се усовршиме. Верувам дека сега многу појасно ни станува зошто Господ дозволува некојаш. И ова беше зошто Боже трети дел, веројатно ќе има и четврти. Но Господ нека води и понатаму да разбереме, да сватиме, да имаме вистински поглед на нашите животи, на дона што ни се случува. Јас пак ќе кажам, јас се уште учам, значи, знаете, тоа е лекција која што човек веројатно ја учи до крајот на животот. Сето она што ми се случува во мојот живот да го прифаќам како Божја воља и да наоѓам, да се анализирам и да најдам зошто тоа се случува, значи веројатно е за нешто. Заради нешто со некоја цел, па затоа Господ го дозволил. Прочитавме, само такви искушенија, само такви страдења кои што се за наше добро Господ ќе дозволи. Не некакви поинакви да му дозволи на ѓаволот да не сруши, да не уништи. Таман работа. Тој не љуби со вечна љубов, тој
Тој ни мисли добро од старт и сака да бидеме спасени. Тоа е неговата крајна цел. Нека му е слава нему за се. Амин.